ви известуваме дека согласно статутот на политичка партија Левица се формираше внатрешна фракција Единство. Формирана е поради организацијски и стратешки грешки на дел од раководните органи, а нејзина цел е враќање на Левица на вистинскиот пат и обединување на членството. Во изминатата година Левица покажа храброст, знаење, желба за промени, но не и политички зрелост и мудрост. Не беше донесен стратешки план, туку беа исполнувани желбите на одредени лидери. За да се оствари тоа, беше прекршен статутот на партијата и употребни лаги и манипулации на членството. Беа искажани закани за бркање од партијата и дисциплински постапки. Ние не ја формиравме Левица за да промовираме нови диктатори, туку за да создадеме нови лидери. Потполно сме согласни за програмските определби во кои самите учествувавме, но не и со начинот на одење на овие избори. Единствена цел на Левица во даденава ситуација треба да биде падот на режимот. Ништо не е побитно од тоа. Ние не се боревме со години на улица против него за да допринесеме за негов опстанок и продолжување на агонијата. Режим се турка со сите сили. Режим се турка заедно. Токму таков требаше да биде и настапот на Левица заеднички со останатата опозиција. Лажно беше пренесена информацијата дека Сдружениот опозицијски фронт не ни понудил ништо. Понудени ни беа сигурни пратенички места, слобода во изразувањето, критики кон грешните политики и влез во институциите каде можевме да делуваме и да ги измениме работите кон подобро. Некој ги саботираше преговорите и ќе бараме одговорност за тоа. Левица Единство ќе делува да ги поправи сите неправилности внатре и надвор од партиите. Ќе работи на спроведување на програмата и за подобар живот во државата. Бараме да сопрат сите напади кон Левица, бидејќи ние сме Левица. Ги повикуваме слободните граѓани на Македонија мудро да размислат и да ги насочат своите сили кон падот на режимот на фамилијата и ослободување на институциите. Господин Тапасиев кажа дека туџбата е одбиена, тоа е ноторна лага. Значи, они пред ден-два добија од судот повторно представка каде што треба да се произнесе по туџбата. Значи, туџбата се уште е во оптек. Туџбата е благодарејќи само малку напомена Маријан дека прекршен статутот. Да. Еве овдека како што гледате се присутни членови на највисокото раководство на Левица, на президиумот, на централниот комитет, а пред се на основачите. Јас најодговорно тврдам дека овие представници овдека што ги гледате донесоа преку половина, значи преку 500 членови за основање на партијата. Ние не основавме партија за некој да изигрува, да ја узурпира партијата. Ние се боревме за да основаме партија кај што ќе владее демократијата, меѓутоа гледате они право да ви кажам, сите сте сведоци, испаѓа најпаметни во државата. Сите партии со сите партии се скара со интелектуалци, се скара со дел од новинари, меѓутоа најголема грешка направија кога удрија внатре во самата партија, кој што посочија дека ние сме виновни, дека ќе поведат дисциплинска постапка. Меѓутоа претат на погрешни луѓе. Значи вие имавте понуда да влезете во коалицијата со што предводи СДС? Да, колегата кажа, значи јас не учествувам во тие разговори, меѓутоа имавме состанок кај што децидно ни беше кажано дека пратеници имаме понудено да влеземе во опозицијскиот фронт. Некој намерно тоа не го кажуваше јавно и некој намерно го саботираше. Зборот дека саботираме ние не е точно, ние значи правиме напор бидејќи они направија голема штета на партијата, еве од овдека апелираме да се вразумат. Еве ги повикуваме јавно, поготово носителите на изборните единици 2, 3, 4, 5 да смогнат сили, бидејќи гледате сите рейтинзи покажуваат дека се некаде испод 0,3%. Значи да соберат храброст, да не прават повеќе штета на партијата, а пред се на државата, да ги повикаат граѓаните и да се откажат од овие избори. Во спротивно, Апасиев и останатата нивна дружина, да кажам, претат дека ќе има дисциплински, дека ќе има одговорност и ние му порачуваме че има одговорност, меѓутоа баш да видиме кој ќе носи таа одговорност. Претат на погрешни луѓе. Ние не влегоме во партија за да бидеме најголеми диктатори. Јас 25 години се бавам со синдикат, верувајте, вакво нешто немам сретнато. Куќен совет, па комшијата ми звони 5-6 пати да потпишам да собереме преку 51% за да смениме чистачка, пазите, а не партија каде што одлучува кога се залагаме за правда, за единство, за демократија, на ваков начин да владеат. Според вас, зошто раководството на Левица одбило да учествува во тоа? Ќе ги прашате нив. Гледате дека видни личности гледате, да не ги именувам, не се согласија со такво нешто и се тотално не се сега во функција на Левица. И затоа
последен апел до нив праќаме да се вразумат, поготово носителите на втората, третата, четвртата и петата изборна единица, да смогнат сили јавно да се произнесат, да кажат дека ги повлекуваат листите каде што таму бидејќи само прават штета. Нема шанса да добијат пратеник во тие изборни единици. На избори не се оди со мафтање со едно знаме по улица, на избори не се оди со постирање на Facebook ликот на Че Гевара и на Кастро, на избори се оди со стратегија. Они прават погрешна проценка и затоа тие ќе сносат одговорност. Знаете, најдобро да ги прашате ние зошто и покрај тоа што имавме конкретни понуди за влез во опозицијскиот фронт, одбија. Да ги прашате ние. Може да ни кажете конкретно кои се тие? Па ја би го спомнал поготово Здравко Савевски, еден од највиновниците што е доведена партијата во оваа состојба. Се понашаат, значи они се професори, меѓутоа ние не сме студенти па да почитуваме секое нивно мислење. Треба да има демократија, поготово за вакво прашање, суштинско прашање на партијата, каде што се одлучува правецот и насоката во кој правец ќе се движи оваа партија, они по Facebook, по мејлинг листа, по телефони, таква стратегија треба да има дискусија внатрепартиска. Убаво што има различни мислења, меѓутоа ако треба ќе дебатираме и една недела, сите заедно да излеземе со заеднички заклучок. А они тоа не го почитуваа, отидоа на некој принцип на надгласување на подлигри, меѓутоа ние во такви игри не сакаме да учествуваме, јавно кажуваме.